Денешниот ден православните христијани го чествуваат во спомен на успението на Пресвета Богородица, празник меѓу народот познат и како Голема Богородица. Спаѓа во редовите на празниците кои што не го менуваат својот датум и секоја година се одбележува на 28 август. За овој голем ден посветен за споменот на Мајката Божја Богородица зборуваме со отец Бобан Митевски. Добро утро и нека е честит овој голем празник. Празникот посветен на Пресвета Богородица, односно на незиното успение или Голема Богородица, како што и самите спомнавте, е еден од најголемите христијански празници, затоа што од една страна затоа што е поврзан со личноста на Пресвета Богородица, најголемата од човечкиот род, како што ја нарекуваат црковните песни, онаа која што единствена се удостои да го роди Спасителот на светот, поради својата чистина, поради својата вера, односно поради квалитетите, духовните квалитети на својата личност. Од една страна и од друга страна затоа што овој празник не потсетува на сето она за кое што Христос ни го говореше и дека е всушност она што за нас го направи, дека е остварливо за нас луѓето, затоа што се оствари преку Пресвета Богородица. Имено на овој ден, покрај тоа што го празнуваме незиното упокојување, нели во Господа, го користиме терминот успение, со што сакаме да предочиме на фактот дека смртта за сите православни христијани представува успение или заспивање во Господа, но никако не представува престанок на постоењето, воопшто на постоењето, односно на екзистенцијата. Се нарекува успение затоа што според преданието, односно според житието на Пресвета Богородица, таа заспала во Господа и на третиот ден од своето заспивање, односно своето успение, била воскресната на небото. Мајка Богородица е и заштитничка на градот Скопје, а единствен храм кој што е посветен на успението на Пресвета Богородица е на Матка, па така денеска исто таму ќе има и голем народен собир. Точно, значи Пресвета Богородица е заштитничка на градот Скопје и со неја се поврзани многу настани, дури постои и запис, односно предание, дека таа често се јавувала и го избавувала градот Скопје од некои неприлики кои што го снаоѓале. Како што спомнавте, еден од најголемите или најпознатите храмови посветен на успението, конкретно на успението на Пресвета Богородица е манастирот во Матка и таму секоја година се одржува големо торжество, односно се одбележува на еден свечен и достоинствен начин овој празник, односно празнувањето на успението на Мајката Божја. Народот оди во голем број, за да и да го посети манастирот и за да го одбележи. И годинава, значи, како и години наназад, таму ќе погослужи неговото блаженство архиепископот Охридски и македонски господин Стефан, поглаварот на Македонската православна црква, така што сите верници кои што сакаат би требало и кои што можат да отидат да го посетат манастирот и да се помолат на Мајката Божја. Мајката Божја е секогаш заштитничка, таа е мајка над мајките и секоја мајка треба да и се моли на оваа мајка над мајките за сето она кое што го има како потреба за своето семејство, за своите деца, за воспитувањето, за сите прилики и неприлики во кои што се наоѓа, за секоја радост која што ја чувствува да благодари на Бога и на Мајката Божја. Дека овој празник е многу голем, ни укажува и тоа што црквата пред него восстановила пост, кој што секогаш е двонеделен, почнува од 14 август и завршува на 28 август. Се пост исто како и великденскиот пост, значи строго, само да подсетиме, односно да им укажеме на христијаните дека годинава, бидејќи Голема Богородица паѓа во петок, се продолжува со постот, значи не се мрси веќе во петок, односно на Голема Богородица, туку се пости со риба и со зејтин, односно со масло. Отеце, ви благодарам, се надевам дека православните христијани слушнаа и за житиниот дел, но и за значењето на овој голем христијански празник. Останува на сите оние кои што го носат името на Мајката Божја Марија да им го честитаме празникот. Да, честито име и честита слава на оние кои што празнуваат домашен празник.